Македонија се уште живее со она што не се случи неодамна, 16.3, датум кој што вечно ќе го паметиме, како да го пребродиме она што го доживеавме сите заедно, секој на различен начин во Кочани, трагедијата. 1 април е денеска, денот на шегата, кому му е до шега, како треба да се однесуваме. Тоа се прашања кои што ги тангираат нели и најмладите, но и возрастните. Да, дали е време да се насмееме, да споделиме некоја шега и да го направиме тоа без грижата на совеста. Како понатаму со Миријана Јовановска-Стојановска. Утринава. Добро утро. Добро утро. Еве, нека биде првото прашање. Колку време ќе ни треба за да ја вратиме насмевката на лицето? Па тоа е нешто, некој индивидуален процес. Дали ќе биде... Плюс тоа е врзано и со нашата традиција, нели, се оди 40 дена на гробишта, се оджалува. Ама насмевката не е секогаш тотално одделена од тие случувања. Затоа што често пати погребите или таквите помени, кога ќе се поднапијат, луѓето завршуваат со смешки, зашто не може организмот да истрпи цело време да биде во тагата и во очеот. Така да, тоа е некогаш, кога е вакво нешто трагично, нели, одбранбен механизам, ама она што ние сега го работиме и во Кочани, и во училиштата, и во Штип, и сето таму, значи на целото тоа подрачје, како луѓето што побрзо да се вратат во една рутина на живење. И насмевката не е контрапродуктивно или нешто што е спротивно на тоа враќање во секојдневниот живот. Понекогаш ќе се случи и да се насмееме и да се слушне нешто. Значи, полека да се вратиме во еден колосек на живење. Нормално дека ова што се случи, ние нема да го заборавиме и тоа нема да помине. И секогаш кога ќе мислиме на тоа и ќе се враќаме, ќе се појават истите емоции. Ама кога се соочуваме со нови, нели, информации во животот, нови случаи, ќе дојде и момент кога ќе се насмееме. Сега денеска, например, можеби, пак вие добро рековте, можеби е прерано. Не прерано временски, прерано е за тоа што ние го носиме внатри, што го чувствуваме, да го претвориме во еден цел ден на смешка и на шега. Значи, не дека нема да се нашалиме нешто или нема да се насмееме, ама да не го претвориме во едно празнување, така да сега додека бев низ Кочани, имав средба со директорката на Основното училиште во Црновце, они овој ден го прогласија Ден на добрината. Значи, пак ќе се соберат, пак ќе празнуваат, пак ќе направат се што треба, децата ќе го одбележат овој ден, ама ќе го одбележат како Ден на добрината и ќе зборуваат за тоа и имаше многу вежби, стикери, било како, значи да си поминат многу убаво. Сакате да кажете, тоа е одличен пример во кој што се дошло до некакво решение, како сепак да биде одбележан денот. Јас ве прашав и во контекст на тоа, додека се подготвувавме за разговорот, многу не се тоа прослави, начин на одбележување, како со парада, многу беа откажани денеска низ училиштата, во основните училишта. Моменти кои што децата ги очекуваат со нетрпение како да се маскираат, кој каква маска креативна ќе донесе, кој ќе биде покреативен. И од една страна, дали можеби институциите не го најдоа соодветниот начин, ова го кажувам во контекст на тоа што го кажавте вие за Зрновце, соодветниот начин, како да го одбележат денот, поради тоа што овие деца, ајде да се навратиме наназад, да школските деца ја поминаа короната. Имаше влијание тоа што се случи во Србија Рибникар. Потоа бомбите беа тука, па сега е ова. И некако се чини дека постојано се под некаков притисок и предизвик на општеството, дали можеби институциите треба да најдат поинаков начин на справување, сепак да се продолжи да се живее со тоа што го очекуваат тие како 1 април, но да се најде соодветниот начин. Па најверојатно дека секогаш може, секогаш има многу опции. Кои би биле опциите? Па еве вака, може би, например, да биде некој тематски маскен бал, сите ќе се облечеме нешто, еве, статуа на слободата или слобода, или... Значи, секогаш може нешто да смислиме. И маските да постојат,
и тоа да не биде журка и парти, нели, да не зашто нема да соодветствува со она што внатре го чувствуваме. Не дека луѓето нема да се журкаат понатака, ами емоциите ќе стивнат. Во овој момент, кога ова е се уште живо, нас не ни се сака да го правиме тоа. Мислам дека е тоа нормална реакција, нели? Значи, пак не значи дека нешто нема да направиш, да се поднасмееш некогаш за нешто конкретно, ама нема да ти биде весело. Ама децата не мора да ги откажуваме од деновите кога еве вакви празници. Сега, јас тоа го разбирам, нели, нас сите ова не шокира и сакаме да го отжалиме. И тие две работи како да, нели, се поништуваат една со друга, уствари мислам дека не треба толку да се оптоваруваме, може некој си има и грижа на совест, што ќе правиме сега ние веселби тука, па луѓето, нели, толку млади луѓе ги нема со нас. Значи, има начини секогаш. Има како ние тоа да го трансформираме во нешто што ќе биде и добро и корисно, и пак ќе биде некоја прослава, а нема да биде журка. 1 април е ден кој што децата го очекуваат со нетрпение. Меѓутоа се случува трагедија. Велите, има начин како да се трансформира. Дали при таа трансформација треба да ги изолираме децата од она што се случило или треба да најдеме начин, модус да им кажеме зошто овој 1 април не е како секој друг. Сепак, нели, да не се повтори е заедничката констатација, не можеме да го вратиме времето, но не смееме да дозволиме да ни се повторуваат вакви нешта. Како да го направиме тоа? Како нежно и суптилно на најмладите да им го представиме тоа што сите го проживеавме? Па, ова да кажем од дома треба да почне, нели? Начинот на кој што родителите се однесуваат кон тоа. На децата секогаш треба да им се зборува вистината на начин кој е соодветен на нивната возраст, со доволно информации кои они може да ги разберат. Јас не верувам дека ни едно дете сега што оди во училиште не слушнало што се случи или дека не знае. Така да ние нема да им кажеме ништо ново, него заради тоа ќе им покажеме, нели, начин како може да се решаваат еве ваквите ситуации, да кажам. Ќе им помогнеме да станат и емпатични повеќе, да разбираат што се случува со другите, како они може да се адаптираат на такви ситуации, дека не мора да го стопнат животот. Значи, животот треба да тече понатака. Ние тоа го правиме со таа психолошка помош за целото таму население, дури и оние што ги изгубија своите деца, да продолжат. Ние што сме останале тука на земјава, треба да си го оживееме својот живот. Токму за нив сакав да поставам прашање. Се чини дека никој од нас не знае како да комуницира, како да помогне, што да каже, особено на некој кој што доживеал таква загуба, а сакаме да пружиме помош, сакаме да бидеме емпатични и сочувствуваме. Како никогаш досега Македонија не била сплотена и сочувствува. Веројатно ви истото и на терен, поради тоа што сте постојано во куќани и околината, го забележавте. Многумина кои што имаат контакт, знаат да кажат не знам што да кажам. Ама и нормално е да не знаеш што да кажеш. Например, ние одиме како психолози, како некој што е трениран за прва психолошка помош, за психосоцијална подршка, значи некој што работи постојано со луѓе и имаме методи и техники, нели, како да го правиме тоа. Па дури и психологот кога ќе дојде да разговара со некој што, нели, во моментите се случува тоа, губитокот на дете, на член од семејството и така. И ние немаме списоци на огромен број на реченици и така што ние треба да им кажеме. Ние стоиме таму и чекаме да видиме што ќе ни каже. Или интервенциите се многу мали од наша страна. Тука сме за тој покрај кого што сме. Доволно е само нашето да присуство тажи и да плачи, да му создадеме место безбедно, кај што може да си каже се, кај што може да си покаже како се чувствува, и некој што е возрасен, да кажем, психологот, да биде покрај него, да ги следи неговите потреби, желби, да види што може да направи. Ако има потреба да разговара, ќе разговара. Значи, некој што нема емоционално да се скрши заедно со него
И нормално е населението да не знае. Мислам, не дека не знае што да кажеш, него кога ќе се наполна толку многу емоции, навистина не ти текнува а која реченица ќе биде соодветна сега, а како да му помогнам. Значи, таква една средба ние нема да помогнеме. Значи, помошта би била да се смени она што се случило. А ова доволно е што ќе бидеме присутни, доволно е што ќе изразиме сочувство, ќе седиме тука со него. Ако има нешто да помогнеме, ќе помогнеме. Доволно е тоа. Не треба ништо да измислуваме специјално за да им направиме да им биде подобар денот. Нив нема да им биде подобар денот. Денот ќе биде поподнослив, ама тоа е нивни личен процес. Кажавте дека децата, тинеџерите, адолесцентите се оние кои што треба да се вратат во нормалниот тек на животот. Оние кои што се во кучани, еве конкретно на денот, еве денеска 1 април, тинеџерите, адолесцентите, нивните денови треба да бидат исполнети со шега, со смеа, со забава на крајот од денот. Па ќе дојде и тоа. Мислам, знаете како, кој како си ги обработува емоциите внатре врзани со овој настан. Значи, некој ќе дојде побрзо до тоа можност да навистина се насме и да се шегува во животот и тоа е нормално. Значи, нема тоа да престане. И мислам дека не треба да ги обвинуваме тие што ќе се насмеат или ќе направат некоја шега, а некој ќе му треба подолго време да го процесира. Она што е како еден абсурд, можеби, ама нешто што не учат ваквите трагични настани, е да го славиме животот. Животот е толку фраглен, толку е кршлив. Еве, во еден момент ние не знаеме што може се да... И треба да го цениме и да го поддржуваме. Дел од животот се и смешките. Не треба да се обвинуваме меѓу себе ако некој е повесел и порадосен. Пак ќе речам, ваквите празници, например, можеби кога ќе речеме прерано е зашто ние уште сите носиме тие тешки чувства поврзани со сето тоа. Нас не е прерано да се радуваме. Ама ќе помине време, ќе се појават нови предизвици, нови информации, ќе се натрупаат над емоциите кои сега ги носиме и нормално дека доаѓајќи во контакт со реалноста, нешто што ќе се случи ќе биде и да се шегуваме и да правиме забави. Тоа е дел од нашиот живот, не е ништо страшно во тоа. Мирјана, можеби најкруцијалниот збор во оваа ситуација за оние што се тука, што се живие, дали е греф да се смееме во времето кога ги нема другите, тие кои што загинале или починале во ситуација кои што беа жртви на пожарот во Кочен. Дали навистина е греф за оние што се живи да се смеат и да ги слават, да го слават она што ги чека? Тука мислам дека е грижата на совеста. Па сега јас, знаете, јас сум психолог, тоа греф е малце религиозен термин. Ја не гледам на тоа така, на греф. Особено што мојата работа е да ги разберам сите, па дури и тие што ќе се смеат денеска, зашто имаат некоја причина. Зошто? Можеби затоа што нешто било смешно, затоа што сакаат да не им биде повеќе тажно, зашто тоа е одличен одбран механизам. Многу е тешко да живееш со таа ниска енергија, со тие длабоки чувства, нели, на тага, не живееш, само постоиш. На губиток, на очај. И луѓето подобро, зашто друга исто начин како ќе излезеш од таму е да бидеш лут на сите и на се. Затоа, нели, многу агресија тоа ќе донесе. Така да, можеби смеењето е некоја подобра варијанта на тоа како ќе се избориме со нешто што внатре ни е тешко и мачно. Мислам дека и лутината е составен дел од она пребродување на шокот и траумата и на се што се случи. Само дека секој од нас чувствуваше во еден момент лутина и бес. Да. Па да, сега, знаете, дел од тоа е, или поголем дел е она да имаме на што да се лутиме, ама и еден дел е и тоа како нас, уствари, таа лутина ќе направи да ни донесе повеќе енергија,
него оваа тагата и тој очеот што ќе не влече долу. Така да личноста сама се брани. Повеќе ќе оди на кај лутината за да и направи тоа поише енергија, зашто полесно се живее така. Така потонат во калта, да кажем, на такви тешки емоции, е многу тешко да се живее. Не знам, мислам дека треба ова барем, мислам страшно е тоа, ама еве вакви настани не учат дека треба да живееме сите заедно, малце помалце да се судиме, малце помалце да си замераме за некои работи. Денес како некои млади се случи да се извеселат и да направат нешто, јас мислам дека не треба да ги осудиме, не треба да зборуваме за гревови, не треба да бидеме толку ригидни едни спрема други, може повеќе да ја разбереме нашата младина, да ја сочуваме, да ја научиме на љубов, на среќа, на емпатија, на заедништво и на смеење. И да ги научиме, да ги едуцираме, да ги научиме да не им се случуваат вакви трагедии, барем да се минимизира колку е можно повеќе. Па да, мислам дека се од младите баш не зависеше тоа ние. Сега не, но некогаш тие ќе станат сениори и ќе го носат ова општество и треба да научат да живеат. Ова е многу убаво што го кажавте, затоа што нели идните катастрофи почнуваат од овој момент да се предупредува, нели припрема да ги направиш од сега, од воспитување на младите, од начинот на кој што ние ќе зборуваме за сето ова, со тоа да превенција ќе направиме за нешто што би требало некогаш да дојде. Барем онаку колку што може. Мирјана, благодариме.